Таков е и денешниот ден. Ден кога Македонија и Струмица останаа посиромашни за еден великан, каков што беше народниот херој Благој Јанков Мучето. Од 14. јули 1944 година до денот денешен 14. јули 2017 година поминаа цели 73 години, но и по толку голем изминат период се уште пече раната од големата загуба на големиот човек, патриот и борец, на големиот македонец и струмичанец Благој Мучето. А тој 14. јули беше на временска дистанца од само 19 денови од првото заседание на АСНО и на помалку од 2 месеца до конечното ослободување на Струмица. Ете толку малку го делеше Мучето од исполнување на неговите желби и стремежи. Ете толку малку требаше да помине неговиот сон да стане јавен. Да не се случеше тој пазарен ден сабота, да не се случеше тој 14. јули, Благој Јанков ќе беше делегат асновец на македонскиот втори Илинден, а потоа ќе му се израдуваше и на првото струмичко слободарско сонце. За жал, судбината сакаше тие два толку важни настана да бидат блиски, а за него толку далечни и недоживеени. Денес, кога се спомнуваме за Благој Јанков Мучето и го одбележуваме тој 14. јули 1944 година, кога плачеа сите слободолюбиви и правдолюбиви граѓани на Струмица, должни сме да ги ползуваме фактите кои го комплементираат мозаикот од животниот и револуционерниот пат на нашиот народен херој. Благој Јанков Мучето потекнува од сиромашно и честно струмичко семејство. Роден е во Струмица во 1910 година и уште од најрани години бил воспитуван во илинденски и востанички дух, со оглед на фактот што повеќемине од неговото семејство пред неговото раѓање биле учесници во илинденската епопеја. Во родната Струмица го завршил основното образование, но поради немаштија на неговите родители и неможноста да го школуваат понатаму, бил приморан да го изучува шивачкиот занат. Во Струмица не успел да најде работа како шивач, па заминал во Белград. Таму се зачленил во синдикатот на шивачките работници, вклучувајќи се на тој начин во напредното работничко движење. Поради тие негови активности, а подоцна и како член на Комунистичката партија на Југославија, повеќе пати бил апсен, затворен и протеруван за Струмица. Но тие активности тој ги продолжил и во својот роден град, со организирање на работничкиот еснав во обединет синдикат. Мучето дури бил и организатор на штрајкот на монополските работници, а паралелно одржувал и редовни контакти со Јоска Сештеров, Гера Цунев, Киро Минанов, Ценка Павлова и други. Пред почетокот на војната, Благој бил сестрано активен и во постојано движење на релација Струмица-Белград-Струмица, извршувајќи при тоа бројни раководни и одговорни функции. По капитулацијата на Стара Југославија, Мучето се вратил во Струмица, каде што организирал отпор против поробувачите, а на тој план бил активен и во други градови. Во септември 1941 година во Скопје станал дел од Покраинскиот комитет на КПЈ за Македонија, заедно со Бане Андреев, Лазар Колишевски, Мара Нацева и Борка Талевски, а бил и иницијатор за формирање на партизански одреди во Струмица, Радовиш, Штип, Пекчево и во други места во источниот дел на Македонија. Поради таа негова дејност и опасноста да биде ликвидиран од окупаторите, Мучето постојано бил во илегала. За жал, тоа сепак се случило на денешен ден пред 73 години. Додека спиел како илегалец во некоја плевна во родната Струмица, како епилог на подмолно предавство, Благој Јанков Мучето бил опколен од полицијата. Бегајќи низ прозорецот, тој отворил оган кон полицијата и во бегство се упатил кон Струмичкиот градски парк. При бегањето бил зграбчен од еден контрачетник по потекло од Малешевијата, но Мучето успел да се ослободи од него. За жал, веднаш потоа бил смртно погоден од непријателски куршум. На место, недалеко од овде, одбележано со спомен плоча. Безживотното тело на херојот во присуство на голем број граѓани било влечено долж Струмичкото корзо се до општинската зграда. На членовите на неговото семејство не им било дозволено да го земат телото на својот ближен, туку тоа било однесено во околината на Таркања, каде што плитко било запретано. Дури по ослободувањето, Благој Јанков Мучето бил погребан со сите почести на градските гробишта во Струмица. На 11. октомври 1951 година
7 години по неговата смрт, Мучето бил прогласен за народен херој. Со години и децении неговото име останува да биде синоним на слободарскиот дух и љубовта кон родната грудка. За такви луѓе, како што беше Мучето, заборав не смее да има. Тој беше, останува и ќе биде струмичка и македонска гордост. А ние, сегашните генерации струмичани, вечно сме му благодарни за неговиот влог во слободата која ни е оставена како непроценлив дар. Благодарам.